организации. Сепак личноста е анонимна, непозната за македонската заедница, не само во Австралија, туку во Канада и во Америка. Професорот Нестор Огинар вели дека паднале маските на патриотите од ВМРО-ДПМНЕ како и на СДСМ порано. Политичките настани што ова жешко лето ја постигнаа, односно ја достигнуваат точката на вриење, во Македонија говорат во прилог на тезата дека најголемите непријатели на Македонија и на демократијата во неа сепак се зацкриени во партиските редови на двете најголеми македонски партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, и тоа не во нивното членство, туку во врвовите на нивните раководства, на кои веќе 2 децении единствена цел им е владаењето и власта и понатаму. Крајно време е таквото владаење да биде осудено, да се осознае дека таквото владаење не смее да биде поистоветено со неказнивоста, со тајните договори и преговори, со бескрупулозните манипулации на сите политички и општествени институции или пак со матните и изнудени политички решенија во Собранието на Република Македонија, односно во законодавниот дом. Крајно време е македонскиот народ и сите демократски и прогресивни сили во Македонија, но и тука во диаспората, во Америка, во Канада и во Австралија, да го покажат незадоволството дека не се пасивна и аморфна маса, дека не се умрени, водена од алчните импулси на партиските раководства. Во светот ќе одиме кога сакаме и каде сакаме, како македонци и ништо друго, сите заедно, каде и да сме, бидејќи се чини дека нешто е гнило во македонското гнездо. Дамаклов меч виси над македонските глави, предавството се повторува во македонскиот физички и духовен простор. Времето како да е исчашено од зглобот на македонските морални вредности. Зарем се, па дури светото име Македонија и нашиот македонски идентитет имаат пазарна цена, почитувани слушатели? Колку ли тежат 30 сребреници во една подадена човечка рака? Кој јуда се продава за членство и злато, ставајќи ги македонското име и идентитет на кантарот на Европа и на НАТО, како и за хашките случаеви? Се тече, се семенува. Тој што до вчера немаше гунче, немаше панталончина да носи, денес гради палати во Македонија. Тој што до вчера со оружје масакрираше во раката, ја уриваше македонската држава, денес дрско државотвори во неа и носи закони во Собранието на Република Македонија. Силата, уцената и заканата ја истуркаа демократијата и владајат насекаде. Ние македонците, нашиот вековен сон за сувереност, независност, напредок и демократија се уште го доживуваме како моќна ноќна мора. Македонскиот народ, кој до вчера работеше вредно, денес бара работа и правда на улица. Се тече, се семенува. Знаме, устав, име. Се гасат безброј стари македонски огништа. Пловат многу параходи по реките, солзи на расплаканите македонски мајки, кои ги загубија децата. Се губат белите едра на хоризонтот на македонскиот прогон, некаде на патот помеѓу Сцилата и Харибдата на нашето неизвестно утре. Ние, почитувани слушатели, македонците, сме единствен народ на кого и однатре и однатвор му ги сечат корените и дамарите од изворот на античка и библиска Македонија, со забрането име, со непризнаен јазик, со непризнаена црква, со анатемисани символи на сонцето, лавот и крстот. Ние сме единствен народ запишани живи во Светото писмо, што не бришеле и се уште не бришат од сите цивилизацијски тефтери и меѓународни архиви, од сите организации, корпорации, институции, фондации, оние што од нас зеле и земја, и јазик, и писмо, и вера, ама и оние нашите, однатре, од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ. Во нашата древна и библиска земја се кати ноќта црна и петлите 3 пати пејат. Пискотници се слушаат од галичник во река, сердарот е мртов повеќе од 2 века. Децата бегалци талкаат по бескрајните меридијани на македонскиот прогон, копнејќи да заплуват назад кон Белото море.
Во историските црковни и световни архиви на нашите соседи и земјите членки на Европа и на НАТО, грижливо и љубоморно се чуваат сите документи, списи, парафи, томови, одлуки и договори, кои секогаш се ставени како жртва на моралниот олтар на цивилизираното општество и човештво за македонската вистина, за безочно да се бриши и негира се што е македонско денес. Така било од памтивек, така е и сега, но нема да дозволиме. Но покрај се и се што, македонецот не е немојќен, дури и кога се чини дека целиот свет околу него, како и партиите, ВМРО ДПМН и СДСМ внатре, во него, го изневеруваат и напуштаат македонскиот народ, затоа што во себе од памтивек ја носел стоечката кремена сила на своите предци, ќе стоиме исправени. Од магичниот извор на македонското трагично постоење, македонецот знаел да помни и да не заборава кој е пријател, а кој е душман. Нам, македонците, не ни се потребни ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ, ниту ДУИ, ниту ДПА, ниту НАТО, ниту Европа, за да обстоиме и за да бидеме македонци. Сме биле пред нив и пак ќе бидеме и по нив, македонци. Да, нам ни е потребно да пловиме кон Европа, Запад и НАТО, но не на роговите на разбеснатиот бик и канџите на ненаситениот орел, туку со веслата на кајчето на боголюбниот рибар Климе, од Охрид, со белите едра, искајани од белите раце на Билјана и сјајот на белите бисери на вечниот Охрид. Во македонските бујни и високи гори, од Шарпланина до Грамос, од Кораб до Пирин, растат и дабот и дренот. Духот на Македон бдее будно над Македонија, шепотејќи нија неговата порака. Македонија е вечна и неуништива, а партиите и нивните лигуши, политичарите, ќе се менуваат. Македонија не е само име и партија, таа е и идеја и идеал. Македонија, тоа се луѓето, тоа сме ние, почитувани слушатели. Се што Македонија раѓа, се што дава и остава е наше, македонско. Од професорот Нестор Огинар од Њујорк. Продолжуваме со уште неколку вести од нашата заедница.